10 часот резервиран за студио 10 на телевизија 24. Јас Иле Петревски. Во следните 2 часа ќе бидам ваш домаќин на денешното студио 10. Што имаме за денеска? За денеска ги имаме кандидатите за градоначалници на општина Гази Баба. Веднаш ќе почнеме со ова дебата. Во студиото се 5 од 7 кои што се пријавија да бидат потенцијални градоначалници на општина Гази Баба. Златко Тренчевски од Левица, ви благодарам што ја прифативте мојата покана. Зоран Петковски, Демократи. Добар ден. Добар ден. Владко Митовски, Социјалдемократски сојуз на Македонија. Добро утро. Добро утро, добар ден. Владко Утевски од Македонска ера трета. Независни листи, суверенисти. Добро. Читам како што пишува во насницата на ДИК. И Тоне Димковски од Работничката партија. Независен кандидат, поддржан од Работничка партија, секаде е така. Добро, готово. По 30 секунди чисто да се представите ќе ви дадам, но прво да напоменам дека беа поканети и Марија Мајкиќ од партијата Единствена Македонија, која што не пристигна денеска во нашето студио, и Бобан Стевковски, актуелниот градоначалник, кој бара нов мандат од граѓаните на Гази Баба. Тој не ја прифати нашата покана да биде дел од ова соочување со сите кандидати. Златко, да почнеме со вас. 30 секунди уводни зборови. Ви благодарам на вашата телевизија за поканата и поздрав до вашите гледачи. Јас сум Златко Тренчевски, кандидат на партијата Левица за градоначалник на Гази Баба. По струка сум дипломиран металуршки инженер, живеам во населба Железара, таму сум роден и таму целиот живот го поминав. Се надевам дека оваа дебата ќе помине во коректна и фер атмосфера и ќе ги изнесеме нашите гледишта за визијата и идејата на општина Гази Баба. Петковски, поведете. Јас сум Зоран Петковски, дипломиран машински инженер, инаку поравно врвен спортист, мајстор на боречки вештини, главен раководител во приватна фирма. И благодарам за можноста да ги покажеме, да ги искажеме нашите ставови. Митовски, ваше 30 секунди. Благодарам на поканата пред се. Јас сум Владко Митовски, кандидат за градоначалник од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, инаку најмлад кандидат од сите останати, човек кој што целиот свој живот живее во Гази Баба, исто така и работи во Гази Баба. Сакам да придонесам за општина Гази Баба да остане на место, односно да прерасне во едно место во кое што ние младите, меѓутоа и јас како личност и моето семејство ќе останеме да живееме овде. Митовски. Говорите? Благодарам. Поздрав до сите, поздрав до гледачите, благодарам за поканата. Јас сум Владко Утевски, кандидат на Македонска ера трета, Македонски независни листи суверенисти. Се вклучи во оваа трка за градоначалник, бидејќи 60 години живеам во оваа општина и за овие 60 години наместо да доживееме напредок и општина Гази Баба да биде најурбанизираната во градот Скопје во Македонија, за жал општина Гази Баба е една од најзапуштените. Може само да кажам дека е најголема патриотска достигнување на сите гласачи ќе биде ако на овие избори не гласаат за оние луѓе кои што минативе 34 години апсолутно не мртнаат со прст да направат ништо добро за оваа општина. Димковски, поведете. Благодарам. Добро утро и добар ден на сите гледачи. Јас сум Тоне Димковски, независен кандидат за градоначалник на општина Гази Баба, поддржан од Работничка партија и воедно сум ктитор на изградба на црквата Света Лидија Македонка во населба Чинто која правиме и воедно сум бивши специјалец и бранител на Република Македонија. Барам поддршка од граѓаните за да може да направиме општината како што треба, а не како што е до сега. Почнуваме од лево кон десно, потоа секој ќе си има своји 2 минути, минута реплика, минута контрареплика, следното прашање почнуваме со кандидатот што е веднаш до него. Загадувањето и вардариште се најголемиот проблем не само на Гази Баба, туку на цело Скопје. Кој е планот на Левица, кој е планот ваш личен да се среди оваа депонија и кои се проектите со кои што ќе настапите вие? Поведете. Благодарам. Скопје години наназад се соочува со енормно загадување и редовно е во првите 5 најзагадени главни градови во светот. Партиите кои го водеа досега градот Скопје воопшто не име грижа граѓаните како воздух дишат и каква е нивната животна средина.
Ќе почнам со мојата прва точка во однос на загадувањето. Тоа е прогласување на мораториум за продажба на државно земјиште за изградба на стамбени комплекси. На територија на Газибаба ќе се градат само објекти од јавен интерес. Тоа ќе бидат градинки, школи, спортски терени, паркови, културни добови и така натака. Ингеренциите на градоначалникот, што се однесува во однос на животната средина, се огромни. Он раководи со Советот за превенција, кој има улога да ги превенира сите идни загадувања во општината. Еве да го спомнам Трубарево. Пред месец дена ни се случи вистински екоцид со фабриката која рециклира отпад. Има добиено дозвола за изградба на ваква фабрика во населено место, само на 50 метри од училиште. Во 2021 има добиено дозвола за рециклирање на отпад, меѓутоа локацијата воопшто не е соодветна, ниту постапката за рециклирање на отпад не е соодветна според сите еколошки стандарди. Ке посочам дека инспекцијските служби мора да излезат на терен и да се вршат својата работа. Зголемување на мерните станици кои треба да се постават во близина на сите загадувачи на територија на Газибаба. Ќе воведеме катастар на загадувачи. Тоа се потенцијални и активни загадувачи врз кои ќе вршиме редовна контрола и инспекција. Јавното комунално предпријатие мора да набави соодветни возила за чистење на улиците, ќе спомнам и Вардариште, кое е најголем проблем на Газибаба и на Скопје, значи комплетно затварање, поставување на термални камери и студија за комплетно... Вардариште може да биде уште еден круг, ако не вие имате поголеми планови во однос на тоа. Нека биде втори круг за Вардариште. Петковски, поведете. Овака, што се однесува до ѓубрето, односно до Вардариште, колегите и во претходните настапи кажуваа дека има одлични идеи, меѓутоа дека е тоа многу тежок проект за спроведување, дека треба многу големи зафати да се направат, со што јас се согласувам, и зашто се потребни големи финансии, зашто нашата држава или нема пари или не сака да ги вложи во тие проекти, и за тоа се потребни странски инвестиции. Јас знам за една таква странска фирма која што е шведска, се вика Site Zero, која што врши рециклирање на пластиката и на другиот отпад, каде што навистина во голем процент се рециклира ѓубрето, и мислам, тоа е моја идеја, дека извореден проект би било таква една фабрика за рециклирање на отпад да се стационира на Вардариште, значи тој простор да се пренамени за таква една инвестиција, да се стационира каде што и на лице место ќе има голем репроматеријал, што се вика, и да може од целата, и од цело Скопје, па и од целата држава да се носи материјал, ѓубре, отпад за тука да се рециклира. Меѓутоа, мислам дека таков еден проект, таква една странска фирма во моментов не може да дојде во Македонија, пред се заради коруптивниот и криминален систем кој што владее во Македонија, каде што сите странски инвеститори се подложени на еден вид на уцена, односно корупција, ако сакаат да вложуваат директно или индиректно пари кај одредени луѓе, партии и така натака, тогаш може да инвестираат. Ако не, тогаш се осудени на пропаст. Знам една таква фабрика која што беше за здрава храна во Бунарџик, меѓутоа заради неисплатени државни обврски пропадна фирмата, така да мислам дека сега во моментов е многу тешко да очекуваме такви инвестиции во Македонија. Како што реков, можеме уште еден круг да одиме на оваа тема, повелете. Така, ви благодарам. Темата Вардариштите како стана актуелна изминативе неколку месеци по она аерозагадување кое го доби Скопје пред почеток на грејната сезона. Уште во летните денови, што беше на некој начин несвојствено за граѓаните и за жителите на Скопје. Токму во тој период предизборно се актуализираше темата. Како шлак на тортата дојде и пожарот во Трубарево, кој што исто така на територија на општина Газибаба, и за жал се уште гледаме дека таа депонија во Трубарево се уште не е третирана како што треба. По сознанија на наши блиски луѓе,
ставовите на владеачката партија се дека во моментов таму се врши истрага која што се уште не е завршена и дека по завршување на истрагата ќе почне да се третира таа депонија која што сега е направена во Трубарево после тој обилен пожар. Меѓутоа, пред само 2 дена бев во населено место Трубарево и таму се чувствува еден неподнослив мирис. Се уште, да, кој што за жал жителите на Трубарево и на околните населени места се уште го чувствуваат, поготово во утринските и во вечерните часови. Сметам дека затајува целата таа работа околу третманот на таа депонија која што сега се создаде. Сметам дека треба да се ангажира поголема механизација, затоа што државата има средства, има ресурси, има градежни компании кои што работат за државата, има Македонија пат која што располага со голема механизација. Сметам дека треба да се превземе таму подитно иницијатива целиот тој отпад да излезе од Трубарево и да се однесе на соодветно место како влада. Сметам дека треба да најдат и некоја реномирана компанија дали од странство која што целиот тој отпад и ќе го прими и ќе го преработи, затоа што Трубарево не е само една депонија која што ќе се префрли целиот тој отпад од Трубарево до Дрисла и таму ќе се преработува и ќе се пали, така да сметам дека во тој дел треба да се превземат итни мерки затоа што последиците од Трубарево ќе ги чувствуваме за X години. Таму немаме жртви кои што се на лице место како што за жал беше случајот со Клочани, меѓутоа Трубарево ќе го чувствуваме за неколку години. Утески поверете. Ви благодарам. Како што и во претходните настапи нагласив, јас сум еден од оние што 10 години од својот живот вложил да дивата депонија Вардариšte биде затворена и да не се употребува и да се изгради соодветна градска депонија со сите технички и технолошки стандарди кои што се потребни во ова време. Се изгради Дризла, за жал таа се менаџираше на ужасно лош начин. Нема да зборуваме кои се пропусти таму во Дризла се направија. Инсистирате на Вардариšte како депонија која што се наоѓа на територија на општина Газибаба. Во ваши граници. Да, во наши граници, меѓутоа за жал како градоначалник ние немаме директна одговорност за таа депонија, меѓутоа имаме огромна индиректна одговорност. Ако граѓаните ми ја доверат нивната доверба, јас се вложам се што можам во моите надлежности и моите способности да таа депонија престане да се користи како депонија, па дури и како претоварна станица, бидејќи најкатастрофално нешто е вие да имате дива депонија покрај река каде што на само 3-4 метра имате подземни води. Тоа е неверојатно еколошко криминално дело за кој што досега никој не сносел одговорност. Ќе инсистирам на лична одговорност за сите донесени и недонесени мерки. Значи, не може да никој не е одговорен, а таму се случува екокатастрофа. Видовме тројца кои се најодговорни, замислете, тие што се најсоцијално загрозени категории, се одговорни за целата екокатастрофа. Во општина Газибаба има, за жал, многу луѓе кои што имаат социјални проблеми, нивната економска состојба е лоша. Како градоначалник ќе направам проект да тие луѓе бидат вклучени, работно ангажирани и да не мора да се занимаваат со тоа што се занимаваат како би преживеале. Значи тоа ќе биде во современи европски стандарди, бидејќи имам проект за селектирање на комуналниот отпад, кој што отпад нема да биде отпад, туку ќе биде секундарна суровина која што понатаму може да се користи. Може да, само Димковски да зборот, па ќе ви дадам реплика. Повелете. Вака, јас како градоначалник на општина Газибаба, пред да почнат кампањава за избориве, јас донесов една странска фирма реновирана од Турција. Добро. И една од Словенија, кои бевме тука, баравме да не прими градоначалникот, на 2-3 пати не прими. Отидовме на лице место во Вардариšte и направивме едно испитување на статија. Што може да се направи? Кога дојдоа луѓето за испитување, кажа дека таму не може, како што они налагаат и како што велат, дека ние за 6 месеци или за година дена ние тоа ќе го чистиме. Значи нема основа тоа да се чисти затоа што таму има палено гуми, пластика и има тешка ерозија. Значи има Што не може да се исчисти, да им појасниме на граѓаните? Значи вака, они викаат дека или земјата? Да, земјата, значи земјата исто, значи по земјата не може, они викаат ќе ја чистиме и ќе направиме паркови. Значи сега гледам дека пуштаат некои видеа,
паркови како авионче, значи тоа не може да се случи за година, дена, за 2 години најмалце. Зошто? Затоа што најмалце 3,5 метра треба таа земја да се извади. Сега, господинот последен пат што дојде во Словенија, вика дека оваа земја, нели ние имаме рек Битола, купуваме ќумур од странство, од Грција. Значи, ова е истата моќ ја има, исто како јагленот. Значи, можеме да користиме за загревање. Значи, можеме да, например, со булдозери, со камиони, наши возила да се однесе таму и да ги искористиме таа земја. 3,5 метра најмало се треба да се ископа, па да се остави еден период да може да се излуфтира, значи нема тоа се ерозии таму. Тоа се вулкански направено. Сега пред некој ден имаше забрана, самата земја прави како да кажем, дава звуци доздолу. Значи не може како они што викаат, ние ќе ја тргнеме тоа и ќе направиме за 6 месеци да свети. Тоа е невозможно. Втора работа, таму има 13 дупки по 35 метра длабоки. Што на времето државата вадела земја, вада не знам која фирма, вадела песок, а не ги потрупала. Значи тоа е и затоа не може како они што кажува дека ние ќе направиме за не знам што светска сила или ќе направиме игралиште за деца. Мислам дека темава заслужува уште еден круг, повелете со реплика, за кого само реплика имате? За Утрски? Владко. Добро. Тој укажа на еден многу важен момент дека за целите овие, за сите овие грешки и пропусти околу Вардариште никој не сноси никаква одговорност. Па можам да кажам дека и исто така и самата општина многу лошо финансиски работи, секоја година има државни дотации преку милиони евра, а исто така милиони евра загуби бележи, така да и јас приметувам дека години наназад нема никаква одговорност, никој за ништо не одговара, не е прашуван и мислам дека за тоа е виновен системот со затворени листи, бидејќи се гласа за партии, па би сакал да го прашам господинот Владко како мисли да ги повика на одговорност советниците, кои што сметам дека се најодговорни, без нивни гласови не може ни еден проект да помине, и дали се согласува дека ако се воведат отворените листи, ако се гласа за личности, ќе се зголеми одговорноста и отчетноста и дека тоа ќе биде едно од решението на овие големи проблеми. Контрреплика. Повелете што на минути имате. Прво и основно му благодарам на колегата за белешката, не е замерка. На некој начин ние потполно се согласуваме со тоа што јас го реков и он го кажа, така да како ќе ги повикам? Па општината има свој општински инспектори за животна средина, директно ќе бидат повикани да, ги спроведат своите надлежности, ако не ги спроведат своите надлежности, ќе бидат повикани законски да одговараат поради неспроведување на нивните надлежности. Пријава во основно јавно обвинителство, така да нема да дозволам да има јавашлук и реков и за недонесување одлуки и за донесување одлуки следат одговорности. Во рамките на законот се разбира. Зборуваме за загадување, зборуваме за Вардариште, граѓаните сакаат да слушнат решенија. Како да се намали загадувањето ако се тргне на страна Вардариште? Така, Вардариште... Промена на начинот на загревање, на ладење, промена на урбанизацијата. Какви решенија предлагате вие? Така, вака, Вардариште е депонија која се ставала со децении. Прво било претоварна станица кај што имало комунален отпад, меѓутоа со тек на време тоа е затворено и после се одлагало само шут, значи градежен отпад. Меѓутоа со години е создаден на гасови метан кои постојат во внатрешноста на земјата. Има неколку цевки кои дозволуваат излегување на тие гасови, меѓутоа тие се многу запалливи. Сега моментално Вардариште е физички обезбедено. Јас бев пред неколку дена таму. Таму има луѓе од полиција кои има дрон кој го надлетува Вардариште и кои вршат наблюдување, значи мониторинг на Вардариште, кој ќе се приближи, кој ќе влезе. Така да сега е физички обезбедено. Ѓубре дали може отпад да се не може да се стовара затоа што веќе е физички обезбедено. И пред тоа не смееше. Забрането е, значи не може никој да влезе таму. Така. Има чувар кој си е поставен таму и сега тој чувар кажуваше дека има студија, меѓутоа јас го испитував тоа дека има норвешка студија која пред уште 2014 има студија за решавање на проблема со Вардариште. Меѓутоа таа стои во фиока, неколку градоначалници ја актуализираат, меѓутоа никогаш не е реализирана. Причината? Не знам, причината веројатно се занимаваат со други работи. Веројатно им се приоритет другите работи кои
ајде да не кажам личен интерес, меѓутоа јавниот интерес гледаме дека е ставен под тепих. Значи физичко обезбедување на Вардариште сега има. Јас би поставил термални камери. Тоа се термални камери кои лоцираат нови жаришта, затоа што таму има гасови, може да се појават и нови жаришта. Да. Значи на време да се интервенира, да се Без присуство на човечки фактор може тоа да се запали Може, само од себе. Така. И изготвување на сериозна научна студија која ќе се позанимава со проблемот Вардариште. Ние имаме експерти, меѓутоа во светот постојат експерти кои го третираат овој проблем. Ќе побараме помош од нив. Не е срамота да побараш помош од луѓето што знаат повеќе од тебе. Така, да го дадеме време на Димковски. Реплика. Добро. Ке имате вие, поведете. Со говорот ке имате уште по 1 минута, ке имате 3 минути. Поведете. Јас да кажам веднаш дека деновиве за време на кампањата поминав меѓу луѓето да ја презентирам мојата изборна програма и идеите за Вардариште и за ѓубрето и за другите проблеми на општината. Меѓутоа, можам да кажам веднаш дека многу ми е тешко тоа што го видов и тоа што го слушнав од луѓето, затоа што на луѓето воопшто не им се разговара за политика, не им се разговара за избори, толку се разочарани од се, не сака да слушнат ни за Вардариште, ни за ништо. Најголема мака нивна, што ја кажуваат, е тоа што имат изгубена довербата во политичарите, тоа што се лажени, што толку многу знаат дека се крадат нивните општински пари, затоа што луѓе од општината се богатат, имаат станови, а тие немаат ни гардероба, се купат облека обична и за јадење. И веќе нема доверба во ништо, не сака да разговараат за партии, за политика, и тоа е по мене најголемата причина што се залагам за промена на целиот систем. Значи не се работи за одреден проблем, него се работи за промена на целиот систем кој што е досега со затворени изборни листи им овозможува на политичарите да зборат што сакаат, да ветуваат што сакаат и едноставно после избори не ги познаваат, не ги контактираат луѓето, не им одговараат на повиците, не имаат отчет за ништо и луѓето се постојано лажени, постојано се крадени и веќе има голема апатија кај луѓето, така да мислам дека за таа ситуација единствен спас е промена на изборниот систем, војдување на квалитетен систем со отворени листи каде што ќе се гласа за личности и каде што веќе личностите кога ќе ветат нешто лично, ќе мора да го исполнат тоа и тогаш ќе се работи по закон и нема да има нити крадење, нити ќе смеат да лажат политичарите. Сега не би требало и сега да имаат како прават тоа, меѓутоа најверојатно ние граѓаните им дозволуваме. Не, системот сега тоа го дозволува бидејќи нема никаква одговорност и пред се сите советници кои што се поставени, градоначалникот се поставени од лидерот на партијата, не се од граѓаните. И тие сите советници си го работат своето што го ветиле, тие си одговараат и работат ги слушаат лидерите и тоа се што е дури нечистењето на ѓубрето сметам дека намерно се прави за да се предизвика апатија кај луѓето, да не излегуваат на гласање за да останат што повеќе гласачки места за нив. Благодарам. Прво ќе започнам со репликата према Да, Митовски имаат по 3 минути до режијата, само сугерирам дека имаат и реплика и говорот. Поведете. Не е злонамерно да речам, меѓутоа она што го спомна со што се случува моментално на депонијата во Вардариште, каде што има поставено луѓе кои што се од Министерство за внатрешни работи, термални дронови и така натаму. Тоа е една само шминка за пред изборите да се покаже како актуелната власт се грижи за депонијата Вардариште. Меѓутоа што се случува на одредените на останатите црни точки во општина Газивал. Значи Газивал е огромна територија, втора по големина во Скопје. Значи ние треба да погледнеме кеот на Вардар. Почнувајќи од фон па све доле до мостот во Јурумлери кој што не поврзува со општина Аеродром. Имаме делот на Јурумлери позади затворот. Имаме кај пречистителната станица исто така во Јурумлери. Делот на Чукурмало во Трубарево. Делот во Страчинци покрај обиколница. Тоа се сериозни депони кои што треба третман и сериозна грижа. Има решение за таму, треба да се изнае. Така да она што сега се прави, чисто е на дополнување затоа што го немаме актуелниот градоначалник да ги насочиме критиките кон него, па мислам дека ќе се повика негова одлука беше да не се појави тоа. Да, најверојатно заради тоа што вечер организираат митинг, па се ангажирани околу тоа. Ова е емисија во живо која што е во 10 часот наутро. Така да мислам дека има време во 19. Имаме меѓутоа ето. Добро, ќе ви дадам дополнително во делот на Вардариште и неговата грижа затоа што преска бе фокусиран повеќе на Трубарево Вардариште. Се сложуваме сите со колегите овде дека
треба посериозен третман и посериозен пристап од страна и државата, и Добро. град Скопје, и општина Газибала, да се ангажираат повеќе депонии и така натаму. Ние како понуда во програмата имаме да направиме собствена претоварна станица, затоа што општина Газибала е единствена која што има собствено јавно комунално предпријатие, која што за жал не е доволно опремена со механизација за да може да биде ефикасна и секојдневно по неколку тури да се прават, односно се одлага до депонијата Дрисла. Така да сметам дека треба да се направи собствена претоварна станица во делот на Скопската обиколница, каде што ќе се користи и од страна другите блиски општини од типот на Рачиново, Петровец, Не во Вардариште, не во Вардариште, Добро. на покрај Скопската обиколница заради транспорт, пристап и така натаму, да се тргне од населените места, а во делот на Вардариште само треба да се зголеми делот на инспекцијските служби кои што ќе да се појачаат тимовите и да се постават термални камери и така натаму, меѓутоа и на сите оние црни точки се до изнаоѓање на нивно конечно решавање. Повелете. Благодарам. Прво и основно колегите зборуваа за конкретни фирми, конкретни методи, начини како може да се реши проблемот. Добро. Јас ако забележавте избегнувам да зборувам за конкретни фирми, бидејќи како градоначелник ветив дека ќе работам максимално транспарентно. Имено ќе биде распишан меѓународен тендер, ќе бидат дадени условите, кој проблем треба да се реши. Во 21 век секако дека постојат технологии, начини и методи како да се реши тој проблем. Онаа фирма што ќе даде најповолна понуда ќе биде избрана и реков уште во почетокот на мојата кампања дека за сите проекти кои што ќе бидат одобрени од општина Газибаба, јас како градоначелник ќе барам гаранција. Ако, например, се реконструира една улица, мора да има 10 години гаранција дека нема за 6 месеци да се отворат дупки или шахтите да пропаднат. Значи, нема да се работат проекти кои што ќе бидат само замачкување, фасада и како што рече и колегата, ова е предизборен маркетинг, сега е Вардариште затворено, ако не дај Боже ги одберат овие што досега го раководеа Вардариште, за 3 дена тама нема да има ништо и повторно ќе биде исто. Тоа е она најбитното што сакам да го упатам како апел до граѓаните на општина Газибаба. Не можете да барате решение од луѓе кои што 34 години не ги решиле проблемите и сега ви ветуваат дека за 6 месеци ќе ги решат. Едноставно тоа не е вистина. Значи, дајте им доверба на луѓе кои што запознаени биле со тој проблем пред 30 години, работеле бесплатно и волонтерски да го решат проблемот, но како што рече исто така еден од колегите, поради лични лукративни причини не биле прифатени нивните идеи. Иначе сакам да се надоврзам дека и ние како македонска ера, трета македонски независни листи, сме за тоа да има отворени листи. Меѓутоа тоа на овие локални избори не е тема. Кога ќе бидеме на парламентарни избори, може да збориме за тие проблеми. Добро, повелете. Благодарам. Значи, колега, јас кажав дека имаме, сакам и да му реплицирам и воедно да искористам време. Значи, јас кажав дека има фирми странски фирми реновирани кои дојдоа да испитуваат, а не да работат. Значи, тоа е најбитното. Нема они да работат. Значи, битно е сега да видиме како можеме да се спасиме од проблемот за да го решиме Вардариште како голем случај на општина Газибаба. Беше проблемот за да најдеме солуција, некако да го изменаџираме тоа за да не може да се повтори палење и остатокот и како да го исчистиме самото Вардариште. Ние имаме направено студија, имаме направено план, имаме проект. Ако добијам како градоначелник, ние ќе го преложиме тој проект, исто како што каже колегата, ќе дадеме на фирми кои ќе биде попонудна и кои ќе биде подобра со цена. Фала Богу, тоа така биде, значи ние се отворено, нема ние да бараме како до сега што се прават партиски, значи ќе ти кажеме ти ќе бидеш како фирма, дади ја таа цена и они ќе работат. Најбитно е, значи, ние да се фокусираме да се исчисти Вардариште и да направиме не само за Газибаба, за сите граѓани, значи тоа сите граѓани ние го дишиме тој канцер. Дали автокоманда, дали аеродром, дали значи сите, не е до цело Скопје. Да, цело Скопје, кога дувне ветер и на водно исто мириса. Така, Петковски, каде со репликата вие? Само на кого реплицирате? На Владко имам реплика. Добро. Најнапред благодарност што како партија ги поддржуваат отворените листи како систем.
Меѓутоа не се согласувам дека отворените листи не се тема за овие локални избори, затоа што едни од главните кривци рековме дека се советниците во општината кои што се избрани со отворени листи, кои што го слушаат лидерот, доколку биле за отворени листи, тие би го слушале народот, граѓаните и тогаш веќе би се работело поинаку. Меѓутоа, ние како демократи, што ги нудиме како систем отворени листи, нудиме и начин на работа по принципот на отворените листи, значи доколку народот гласа за демократи, за 29, тогаш гласа за тој принцип на отворени листи се работи по него, да бидат постојано прашувани, да не може лидерот да кажува, туку граѓаните си ги водат своите општини, да советниците постојано ги прашуваат нив, и тогаш резултатот ќе биде многу поинаков од овој што е денес. Ајде, контрареприка, уште една минута. Значи, јас не спорам со колегата Петковски дека тоа што они го предлагаат е лошо, напротив, велиме дека е добро. Меѓутоа, повторно ќе кажам дека тоа не е тема на локални избори. А верувајте дека многу скоро, после овие избори, ќе имаме вонредни парламентарни избори, колку и тоа власта да го, оспорува. Добро. Меѓутоа го најавува да одиме дека со ќе втората има тема вонредни која што е многу парламентарни битна, да видиме кои се проектите за прашањето ми е поделено како во два дела, урбаниот дел на Гази Баба и руралниот дел. Сакам да почнеме со урбаниот, автокоманда, Маџари, Ченто, Керамидница, хиподроми, хиподром 2. Петковски, почнеме со вас. 2 минути. Што планирате да направите во овие населби? За урбаниот зборим. Да. Па, овака, пак ќе кажам дека многу се залагам за работа по принципот на отворени листи, односно јас можам да предложам многу проекти, многу идеи, меѓутоа прашање е дали самите граѓани тоа се тие идеи кои што ги сакат и кои што им требаат. Значи, пред се, веднаш штом ќе дојдам како градачалник, би направил една анкета кои се приоритетните проекти кои што им требаат на луѓето, на граѓаните во овие општини, во овие населби, и би се нормално и кои се приоритетите, кој е прв, кој е најважен, без оглед дали е тој проект најскап, најголем или мал. Ја можам да кажам веднаш дека имам голема замерка од градоначалникот што не се зафаќа за една многу ситна работа од мојата улица, во мојата населба, што имаме човек, психопат, кој што ја запира канализацијата на цела улица и ниту градоначалникот, ниту советниците не реагираат воопшто за тоа, имаат ингеренции, може да реагираат. Вие сте во Ченто? Во Ченто, да, на улица Финска. Таму има луѓе кои што веќе 4-5 месеци им е запрена канализацијата од човек што злонамерен не сака едноставно и не им викаат ниту полиција да интервенира, ниту имаат кривични пријави за тортура, за загрозување на здравјето на луѓето и така натака, што може заразни болести пошироко да прошири. Исто така можам да кажам дека има голема бетонизација со нови згради, посебно овој делот што е овде, значи покрај Вардар, новата населба Каршифон. И со тие луѓе разговарам, тие кажуваат дека премногу згради има, дека им е потребно зеленило и така натака. Тоа ми е посебна тема. Тоа ми е како посебна тема, одвоено бидејќи е нова, најнова населба, тоа не е посебна тема. Така што сакам да кажам дека главно е да се прашаат секаде луѓето лично во таа населба, во тој дел што им е приоритетно. Дали им е канализација, дали им е парк, дали им се некои други приоритети, не можам да кажам Митовски, ваши 2 минути. работиме. Кои се најголемите проблеми и што би решиле прво доколку вие бидете градоначалник? Во урбаниот дел. Во урбаниот дел би започнале со автокоманда и решавање на проблемот со паркирањето и урбаниот хаос кој што се случува во автокоманда. Зашто? Поради тоа што автокоманда е центарот или срцето на Гази Баба и за жал околните населени места како што се Железара и Керамидница, автокоманда ја гледаат како еден центар каде што се стационирани сите поголеми маркети, поголем пазар, банки, пошта и така натаму. Мини трговски центри, така, ресторани, кафулиња и така натаму, и целата таа популација од тие сите три населени места гравитира во автокоманда. Моментално градоначалникот кажа дека е во изработка, односно одобрен некој сообраќајен режим таму за зонско паркирање и така натаму, меѓутоа тоа ќе биде, ајде да кажеме, со резидентно паркирање, меѓутоа треба да се постави прашањето што со луѓето кои што ја користат автокоманда како
една транзит зона за вршење на оние секојдневни услуги. Така да проблемот со паркирањето и изградба на неколку катни гаражи, односно две за на населението од автокоманда, една за околните компании кои што гравитираат исто така во автокоманда. Потоа уште една катна гаража треба да се изгради во делот на Методија на Новченто околу пазарот. Во делот на пазарот исто така како мерка која што ќе го растерети тој сообраќаен хаос и субвенционирање на пазарџиите кои што ќе влезат внатре во пазарите, оние диви препродавачи, затоа што за жал половина од тезгите зјаат празни внатре, луѓето се надвор, така да, мислам дека со субвенционирање на пазарџиите и на оние кои што се надвор и на оние кои што се внатре, доколку им помогна општината како што помага за многу други работи, да влезат внатре, мислам дека ќе се ослободат тротоарите, ќе се ослободат и лентите кои што се преоптеретени од возила. Во делот на руралниот дел, за жал ќе го има, тоа е посебно за руралниот дел. Повелете. Ова е за урбанен. Па како што нагласив уште во почетокот, реков дека имам готов бесплатен систем за регулација на хаосот со паркирањето во општина Газибава. Значи, паркирањето во Газибава и понатаму ќе остане бесплатно за жителите на Газибава и до известна мера ќе биде бесплатно и за сите тие што имаат потреба да службено или работно да дојдат или во посета како гости во Газибава. Меѓутоа нема да има ни трунка толеранција према оние што паркираат камиони, шлепери на тротоари и така натака. Уште на почетокот нагласив дека сите тие катни гаражи што планирам да ги изградиме во населбите во општина Газибава, Ченто автокоманда, хиподром и така натака, маџари, ќе имаат фотоволтаици, значи ќе бидат еколошки, одржливи, но исто така планирам и зелени пазари ширум општината, секаде каде што за тоа има потреба, кои што ќе бидат бесплатни во пазарни денови за оние што се регистрирани земјоделци. Значи нема да има диви препродавачи или ако веќе се занимаваат со таа дејност, ќе имаат поволни услови да тоа го работат на законски и легален начин, а не на оној начин како што е хаотично во многу од населбите во општина Газибава. Како што е хиподром, Ченто, маџари нема ни зелен пазар, и така натака, и така натака. Да, керамидница, заборавената населба на општина Газибава. Околу урбанизацијата нема да дозволам ширење, значи за поседнување на земјоделското земјиште, каде што видовме дека пред хиподромот, населба хиподром, тие ниви што беа, сега стануваат згради. А имаме празни простори во центарот на општината, каде што се јури и не се користат, а ние зафаќаме земјоделско земјиште за градење згради. Повредете. Благодарам. Јас кога би станал градоначелник, прво би направил сите фонтани што се во Газибава, пошто нема ни една фонтана не работи во Газибава, би ги обновил сите комплет. Добро. Втора работа, обележување на пешачките премини на сите, на цела Газибава, бидејќи нема пешачки премини, децава идат во школа, ќе ги спогазат, нема сигнализација никако. Осветлувањето подхитно. Најбитно е, јас го кажав на некој од дебативе дека би направил катна гаража, ама катна гаража да не ја плаќаат граѓаните во автокоманда. Значи тоа ќе биде со налепници, самите граѓани што живеат во автокоманда, ќе имаат налепници на возилата, тие да не плаќаат паркинг. А остатокот што ќе доаѓа, ќе плаќаат минимални трошкови за да може да ќе има една као редари, како на паркинг, да си плаќаат символична цена. Втора работа, во автокоманда ми е планот да направам мини луна парк. Сега не можам да кажам каде, затоа што ако кажам, јас кажам дека ќе имам план да купам 2 камиона за перење на улици, гледам после 2 дена, сегашниот градоначелник зема со цистерна од водовод и позади мотор и ги пере улиците на автокоманда. Не ја украдат идејата, сака. Да. Затоа кажам, значи, имам идеја, му кажав тогаш дека 2 камиона ќе земеме од надвор за чистење на улици и воедно тие ќе се искористат и за зимски услови. Добро. Да. И најбитното е ќе се залагам за враќање на парното во автокоманда, да биде како што беше до сега. Значи почнавме да имаме некоја иницијатива за враќање на железарско парно. Господинот беше тогаш рече ни вети дека ќе се врати железарско парно, но на тоа остана.
И најбитно е за Кераминица, бидејќи Кераминица он таму живеел, а го заоставил, нема стајано, да не кажам, ништо, а таму потекнува. За Кераминица сакам да направам ново планско градување на населбата и отварање на линија, на градска линија. Не да биде автобус, него да биде комбе. Готово, поверете. Трчевски. Секоја населба во општината Газибаба се има своја специфика и своји потреби. Ајде да почнеме од Железара. Најголем проблем за населбата Железара е автобускиот превоз. Граѓаните имаат превоз на секои 35 минути. Освен ударните сабајле и на пладне, кога има поголема фреквенција, тоа е на 20 минути. Јас би се заложил автобускиот превоз за Железара да биде почест, за да може, иако се на 3,5 км од центарот на градот, луѓето се малци одсечени. Се користи автобускиот превоз? Се користи, како не, меѓутоа тој е толку редок, а знаеме дека сега со рестрикција на автобусите, ако го пропуштиш еден автобус, веќе после треба чекаш 2 часа. 1 час. Сигурно. Одиме автокоманда. Автокоманда, сообраќајниот хаос во автокоманда е очигледен. Решението е со еднонасочни улици, лево и десно паркирани коли, проток на возила и зонско паркирање. Секој стан ќе си добие свое паркинг место и свое бројче обележено. Изградба на 2 катни гаражи. Првата катна гаража е до војната кула, до плоштадот автокоманда, со кој ќе се растрети луѓето кои доаѓаат кои имаат потреба да извршат некоја работа во општината, да има кај да паркираат. Одиме со Ченто. Ченто има поликлиника, меѓутоа останата е без медицински персонал. Комплетно, значи немаат специјалисти, немаат во поликлиниката. А таа поликлиника ги обслужува сите рурални средини што се наоѓаат под Скопска Црна Гора, кои спаѓаат на територија на Газибаба. Ченто, Маџари, Инџиково, значи сите села што гравитираат тука, дури од Маџари доаѓаат во таа поликлиника, меѓутоа нема персонал. Исто така проблем е пазарчето во Ченто. Таму се создава, посебно при пазарни денови, голема гужва. Значи потребно се изгради катна гаража во близина на пазарчето, каде што ќе можат сите луѓе кои сакаат да пазарат да си паркираат. Исто така урбанизација кај делот кај училиштето Крсте Мисирко. Хиподром се соочува со бетонизација. Ја би рекол, хиподром ќе стане втора автокоманда. Затоа што таму ненормално се гради, без инфраструктура, почнувајќи од вода, канализација, патна инфраструктура, така да Имавте помина контрреплика? времето, така. Да, имам контрреплика на практично сите кандидати, колеги, затоа што искажаа доста добри проекти. Јас имам прашање дали имаат направена финансиска конструкција за изvedба на тие проекти, односно колку тие проекти чинат и од каде би ги добиле средствата. Тоа е прво. Второ, во самата општина знаеме како во град Скопје може да се случи доколку градоначалникот не е од владеачката партија, да има и блокада од Советот, да не се гласаат проектите. Дали се спремни и на таа ситуација? И трето, што ако тоа што ќе го ветат, прво дали имаат рокови, тоа ми е многу важно за нивните проекти до кога ќе ги направат, и што ако тие проекти не се направат по предвидениот рок или воопшто. Дали се спремни тие да дадат оставки на функциите за тоа? Господин Петковски, поверете. Да бидеме кратки, да фатиме повеќе теми, бидејќи луѓе бараат одговори од вас. Во моето излагање, ако можете да видите дека претежно се идеи и решенија без многу инвестиции. Поставување на еднонасочна улица е само одлука со која ќе може да се направи ред во сообраќајот. Иначе, општина Газибаба има 27 милиони евра буџет годишен. Тоа не е за занемарување. Само дали се троши домаќински, дали парите одат кај што треба да одат или преку фирми кои тендер фирми се испупуваат парите од општината, јавна тајна е Тоа што се случува. треба да го истражи некој друг, не ми. Па да, веќе тоа. Повелете. Значи овака, сето тоа што некој од колегите го кажаа како конкретни проекти е во ред, меѓутоа нели некој спомна за роковите. Добро. Јас како градоначалник реков дека секој проект ќе има точен почеток и точен завршеток. Јас како градоначалник нема да градам еден автопат 20 години и не се знае дали ќе се заврши. Значи проектот точно ќе се знае кога ќе почне и кога ќе се заврши. Фирмите што ќе бидат ангажирани за тоа, ако не го завршат проектот во рокот, ќе плаќаат пенали. Иначе еве конкретен пример за нерационалното трошење на пари.
Сегашната власт се пофали дека го чистеле одводниот канал во Стајковци Синѓелич во должина од 1250 метри и замислете за таа намена ќе потрошат неверојатни 34 милиони денари. Пресметете колку е тоа на 1 метар должина. Тоа е, мислам, Суетскиот канал го Суетски канал права, да. Повелете. Благодарам. Фала колега што овако што поднесе прашање, значи ова ние имаме направена стратегија и планираме ние, ако случајно добијам градоначалник, за година дена планираме да направиме картата граждава автокоманда. Значи тоа е дефинитивно и имаме проект И ако направен. се пробие рокот? Ако се пробие рокот, ќе направим, ќе си плаќаме пенали, значи фирмата. Или јас ќе си дадам оставка. Значи тоа е факт. Значи тоа е направено, значи тоа го кажав, ако даде граѓаните, ако ми дадат доверба. Јас во стартно првите 6 месеци веднаш настапувам да се направи проектот, го имаме само да се приложи. Ако советниците не го дозволат, значи тие нема да дозволат на самите граѓани, не на мене. Значи тоа јас ќе го одмак ќе го објавам дека самите советници ја бойкотираат општината. А не, значи нема да биде проблемот до мене, ќе биде до советниците. Ако јас не направам проект и јас ако не ставам на точка да може да се, тогаш јас сум виновен. И тогаш јас ќе си дадам оставка. По една реплика имаме да почнеме со руралниот дел. Вас ви е редот сега, завршите со руралниот, можете да почнете со излагањето. Значи тука седат Брњанци, Булачани, Виниче, Гоце Делчев, Идризово, Инџиково, Илумлари, Раштак, Сингилик, Смилковци, Стајковци, Страчинци, Трубарево и Црешево. Не мора поединечно, ќе немаме време во 2 минути. Така, 15 рурални кои се најголемите маки на овие рурални Така. места, села, населби? Повелете. 21 век во делот тие рурални населени места се уште нема питка вода за пиење, од друга страна нема ни фекална канализација, така да сметам дека првин треба да се стави приоритет во решавање на водоснабдувањето, како што се Раштак и Булачани. Тие се две населени места кои што се најзагрозени во однос на водоснабдувањето. Сметам дека треба да се направат дополнителни бушотини каде што ќе има дополнителен дотур на вода, затоа што во летните периоди тие две населени места и како страдаат со недостаток на вода. Се случува и во текот на денот некогаш да имаат само по 1 час вода во текот на денот. Да зборуваме за вештачка интелигенција од друга страна. И зборуваме за рурални места кои што се само на 7-8 километри од центарот на градот. Во однос на фекалната канализација имаме за жал се уште и такви населени места кои што актуелниот градоначалник моментално ги наследи при реализација од страна на претходната власт, меѓутоа за жал се уште тие не се завршени, значи има една сериозна стагнација во реализација на проектите на кои што и колеги овде сега дискутираат, така сметам дека мора тие проекти кои што ќе се започнат да се завршат со определени рокови. Дополнително да се изградат сите проекти во целост. Имаме започнати фекални канализации во Црешево, во Страчинци и така натаму, меѓутоа и во Смилковци. Смилковци се уште дел од селото нема колку километри недостасува во овие 15 села? Колку километри фекална канализација? Колку има, колку недостасува, ако може да се види? Некаква математика имате? Па нема математика, сега треба да се види во која се кој дел од руралните средини, затоа што Смилковци има фекална канализација која што е почната, меѓутоа има некои 3-4 улици кои што се уште не се приклучени на таа фекална канализација, да не збориме и Дризово, Јурумлери која што е вакуумската посебен систем на работа и така натаму. Сметам дека треба да се пристапи сериозно, затоа што вакуумската канализација во Јурумлери не функционира како што треба. Сега во моментот рачно одат луѓе, подигаат вентили, шахти и така натаму за да може дел по дел, шахта по шахта за да функционира. Од друга страна ќе се надоврзам, Црешево и Страчинци се изградени фекалните канализации, меѓутоа немаат пречистителна станица за отпадни вода. Идризо 30 години се лажени луѓето дека ќе се направи фекална канализација, 21 градоначалникот исто им ветуваше, сега не успеа да направи фекална, па им направи само едно игралиште како утеха. Мачно ми е во 21 век ние да зборуваме за основните животни потреби како што е вода, канализација, никој не ја спомна атмосферската канализација, таа ја нема ни во градските средини, не па во руралните средини. Доктор од Јапонија оперира преку во Лос Анџелес, а ние зборуваме за фекална канализација. Она што како градоначалник ќе се обидам да воведам систем на работење. Именно систем кој што ќе функционира 24/7, улиците
секојдневно треба да се одржуваат, требата да се коси, да се мета и така натака. Значи тоа не се проекти, тоа е систем на секојдневно функционирање. Јас како градоначелник ќе вложам сите напори да тоа го направам. Значи давам завет пред граѓаните на општина Газивала, пред Бога, дека со чисто срце и душа ќе го воведам тој систем на работење, стандарди на работење. Никој не спомна дека сите општински јавни институции треба да имаат пристап за лицата со инвалидитет. Тротоарите да бидат пристапни за мајки со деца, за лица со инвалидитет. Тротоарите ни се трчање трка на 100 метри со пречки. Или треба да внимавате да не пропаднете во некоја шахта или да не се удрите некаде. Значи збориме за стандарди во 21 век кои што мора да бидат воведени. Јас како градоначелник ќе ги воведам. Повелете. Благодарам. Јас како градоначелник, пошто бев сега на терен, пошто на очетот на Гази Баба, бившиот градоначелник кажал дека направил фекални канализации Трубарево, Јурумлери, секаде. Значи, ќе кажам дека никаде нема направено. Во Јурумлери е направено 91 година фекалната и од тогаш веќе не е чепнато. Вика дека направил 5, 6, 7, 8, 9 и 15 улица во Јурумлери. Нема ни канализација, нема ни асфалт. Препорака е содржана на ваше. Да, тоа што ние дојде само. Да, ама јас морам да го кажам тоа, бидејќи тој кажува дека све направил. Фекална канализација во Трубарево нема, прочитална станица нема. Пуста кула нема. Значи, секаде кај што кажал дека има фекална канализација, Стајковци има, Црешево е од поштата од бившиот градоначелник, не е продолжена. Страчинци е од поштата, не е продолжена. Значи, он вика дека е све направил, а вам кога ќе излеземе на терен, сите викаат немаме фекални канализација, нема прочитална станица. Каде направил дека каже? Значи, тоа е проблемот. Ние, ја како градоначелник ако дојдам, првите 6 месеци мора да направиме мониторинг. Каде е направено, што е направено и како е направено. Бидејќи во Чукурмало има пушено само една линија на фекална канализација и населението, граѓаните кажуваат дека цевките кои се потрпувале се сплеснати. Значи тоа мора да се излезе, не може тоа така да остане. Значи мора да направиме први да направиме инспекцијски надзор да видиме како е, што е, па после тоа да продолжиме со фекална. Значи ако бидам градоначелник, отпочнуваме на фекална канализација во сите населени места. Воедно и прочитителни станици. Значи не може да направиш фекална канализација ако немаш прочитителна станица. Џабе ние свекогаш ние не можеме да функционираме како што е направено во некои села. Тренчевски повели. Благодарам. Руралните средини скроз се заборавени од градските, од општинските власти. Еве ќе почнам со автобускиот превоз. Исто се соочуваат со многу ретки линии. Исто така од повисоките зони на општината, како што се селата Раштак, Црешево, Булачани, децата имаат проблем со одење на училиште. Во зимските денови кога автобусот не може да дојде горе да се качи, не може да отидат на училиште. Исто така има градинка во Стајковци, меѓутоа не постои градинка во повисоките зони. Затоа мојата интенција е да се изгради на градинка во Црешево, каде што ќе може околните села да ги носат децата во градинка. Почнувајќи од основните услови за живот, вода, канализација и инфраструктура, општината има средства, има пари тоа да им го обезбеди на граѓаните, затоа што они тоа го заслужуваат. Некои села имаат собствени бунари, имаат собствени, меѓутоа има села кои што општината ги има преземено како за управување, меѓутоа не им обезбедува, требало да им ја промени водоводната мрежа, меѓутоа тоа го нема исполнето, така да се соочуваат со недостиг на вода. Така да има средства општината да им се помогне на овие луѓе да ги решат овие екзистенцијални Петковски, ваши 2 минути. Јас повторно ќе кажам дека претходни денови комуницирав со доста луѓе од руралните средини од општина Газибаба и можам да кажам дека е преголемо незадоволството, преголемо е апатијата, разочарувањето од сегашните и градоначалници и советници. Сите велат дека за време на претходната кампања доаѓале кај нив, инветувале и канализација уличка и така натака и сега веќе не само што тоа не е исполнето како ветување, туку и не се достапни за луѓето, не можат никако ниту да им се јават, ниту да дојдат да ги примат во општината и луѓето имаат страшна апатија да очарување.
И токму затоа јас инсистирам на уведување на нов систем, односно ние како градски советници од Демократи ќе работиме уште веднаш по тој систем, да луѓето имаат контакт со нас, дали преку Facebook, дали преку мобилни телефони, да постојано ни пријавуваат проблеми кои што ги има моментно, постојано да добиваат отчет како и што расправа Советот на општината за тие проблеми, и ако е почнат проектот, до каде, кои се проблеми евентуално кои што го кочат или кога ќе се заврши и така натаму. Тоа е нешто што е крајно неопходно и кој што сите луѓе за кои што го разговарам го прифаќаат и молат Господ што е можно побрзо да се војде во Македонија. А за да се војде брзо во Македонија, ние сега треба на овие избори да се гласа за опцијата што е за отворени листи за Демократи 29, за да може да се направи голем притисок, да разберат и големите партии ВМРО, ДПМН и СДСМ дека народот очајно ги бара отворените листи и што е можно поитно после локални избори да се свика парламентот и да се изгласаат отворените листи. Добро, ќе одиме сега са новото прашање за населбата спротив фон универзитетот од двете страни на булеварот. Кој е планот за развој на овој дел на општината? Утески, ваш редот да почнете со Значи оваа тема. многу пати сум ја спомнал на седмилата керамидница како за жал црна дупка на градот, која што е одсечена од светот, не е поврзана дури ни со самата општина Гази Ово е Баба. новиот дел на керамидница, овие нови згради што се изгради. Сегашниот градоначалник се сети да каже дека допрва ќе граделе градинка тамо, училиште и така натака. Таму фали буквално се. Тамо фали само се. згради. Значи тоа е Ни улици. Значи нема ни урбанистички план, ни ништо. Да. Видовме и како изгради еден крив мост тамо, кој што не води никаде, нели во општина, во населбата Керамидница. Води во дворот на првиот тука што е Во првата Во куќа, куќата, да, во куќата. во првата куќа води, да. И тамо хаотично се градат згради. Буквално хаотично. Без никаква логика. Например, оној подземен премин што е по железничката пруга кај ресторанот Дојрана, буквално води во еден трговски објект тамо и го блокира, да речеме, можното сообраќајно поврзување со Керамидница. И замислете, нема сила да тоа го реши. Рековме, градоначалникот од таа населба не сторил апсолутно ништо за тој крај да се урбанизира по светски нормативи. Значи гради зграда со, не знам, можеби 6000 жители, тамо нема училиште, нема амбуланта, нема ништо што, нели, луѓето како нема пазар зелен. Значи, вие кога правите урбанистички план, а како е донесен тој урбанистички план, дали е, нели, јавно, транспарентно, бидејќи досега сите локални урбанистички планови се носеа буквално тајно. Значи, не беа прашани граѓаните дали се согласуваат, дали имаат предлог за подобар урбанистички план, него вели, па ние консултиравме две невладини организации, а знаете, по законот за невладини организации, 5 луѓе, баба ми, тетка ми, стрина ми и јас формираме невладина организација и одлучуваме за 5000 жители како треба да живеат. Значи, они консултирале две невладини организации за кои што никој не слушнал. Зошто не ги консултирале тие жители тамо? Манипулација. Манипулација, збориме за манипулација, чисти манипулации. 34 години се истите манипулации. Еве ги сега, 2 дена пред избори, они прават тротоар од 100 метра, ги сечат гранките што ги покриваат сообраќајните знаци. Па каде бевте 4 години? Каде бевте 34 години тоа да го правите? Доста ни од манипулации. Димковски повели. Благодарам. Значи кај новата населба фон, така викат Мерцедес, првин треба да се провери каков е дупо таму направена. Значи, што кажа господинот, колегата, дека направена е некако лоша, затоа што ако се прават згради треба да се направи да има и автобуска линија, таму нема ни автобуска линија, тие се изфрлени како и отргнати на страна. Ја како градоначалник, ако би добил, прво што основно би сакал да направиме градинка, пошто таму веќе има население кои живеат, а децата ги носат во автокоманда. Значи може таму да има градинка, значи има таму нов проект што може да биде градинка, да се асфалтираат тие улица и осветлуваат. Таму немаат осветлување, немаат ништо. Втора работа, сега гледаме дека се прави Lidl. Значи ние сега го прават Lidl у близината на Само ќе ве замолам без имиња на фирма. Извине, добро. Најбитно е, тие немаат ни банки, ни продавници за да може да купуваат ништо, значи скроз отрнати. Најдобро е да тие прво да се направи
преглед што е предвидено во тој дел во тој дел на населба и како да го наречеме. Тоа е населба керамидница, ама веќе како од трната страна. И да видиме што може да се помогне на луѓето. И би направил стопирање на бетонизација на цела општина Газибаба. Доста више со бетони, доста више со правење згради и такви работи. Доволно е веќе, нема више подибето, не држи више. Значи, што е направено, да видиме до каде можеме само да направиме амбуланта, градинка за децава и едно школо. Другото све да може да биде зеленило и за чист воздух за граѓаните. Тренчевски повели. Новата населба што никнува позади керамидница е производ на урбаната мафија. Јас како иден градоначелник ќе извршам комплетна ревизија на деталниот урбанистички план. Да видиме како е донесено толку многу објекти, стамбени објекти да се изградат за толку кратко време, без потребна инфраструктура, водоводна, електрична, канализациона мрежа и патна инфраструктура. Сите тие луѓе ќе излезат на булеварот Киро Глигоров, ќе се приклучат. И сега е тој булевар тесно грло. Знам дека згради немаат ни употребна дозвола. И станарите кои имаат купено таму своји станови, имаат идеален дел од зградата, значи немаат имотен лист. Тоа е исто како да речеме зградата има 4000 метри квадратни, вие имате 50 дел од зградата и имате 80 квадрати. Меѓутоа немате имотен лист на станот. Значи мора се провери технички прием, комплетно како е организиран целиот тој процес. Тоа представува сива зона. Нема ни градинка, нема ни училиште. Има таму една зграда, ние бевме пред една недела, па да ви кажам, тоа е скоро како Порта Влаје. Замислете се, Порта Влаје преку 800 станови има една зграда, а тука се градат уште згради. Значи тоа ќе биде нешто стварно сериозен проблем ќе биде за жителите кои живеат таму и за жителите кои веќе имаат купено станови таму. Значи ова е сива зона, мораме тоа добро да го истражиме, да видиме како се донесени тие детални урбанистички планови. Така да следи доста интересни. Петковски, вашите минути. Се согласувам потполно со констатација на Златко дека се работи за урбана мафија на дело. Тука се гледа, значи постојано се градат на тоа место згради. Јас имам блиски луѓе кои што живеат таму. Се надевам не е за мене. Не. Секундите му останаат на Тренчевски неколку претходно. Да, нема проблем. Значи имам блиски луѓе кои што живеат таму и кои што ме замолуваат да кажам да не се градат повеќе згради на тој дел, да се урбанизира, да се направат зелени површини, да се направи, да се среди паркингот, пошто има голем проблем, луѓето имаат ненормален проблем со паркинзи, меѓу себе се тепаат, си ставаат самите блокатори па ги вадат, за да не си ги взимаат дали се заеднички или не се заеднички тие паркинг места, не им е јасно. Така што тоа се големи проблеми и мислам дека причината за тие проблеми е токму овој систем лош, што кажуваме, што овозможува урбана мафија, односно урбана мафија не е можна без учество на градоначалник, на советници и на власта. И такво нешто со систем на отворени листи едноставно не е можен. Треба, ние тука гледаме тотална нетранспарентност, значи јас не знам или колегите не знаат дали постои ДУП, дали е тоа легално изгласано, што се случува, што може да се случи, дали луѓето имаат право некаде или може да се пожалат, пошто не знаат ни кои се советници, ни телефон, приеми немаат, значи едноставно си терат и се молат на Господ да не дојде ситуација од балкон на балкон да си предаваат некои работи толку блиску да имаат згради поставени, пошто навистина секој ден на тоа место нови згради никнуваат. Така што една од причините е и тоа да се водат отворените листи за да се спречи можноста вакво бетонизирање и ваква урбана мафија да растура низ општината. Витовски повелете. Така, не само делот кај Мерцедес и кај Фонд, како што спомнавте и делот на Хиподром 2, ќе зборам и за двата делови истовремено. Ова урбанистичко владење кое што се случува во тие два дела треба да се представа се направи на ревизија, да се проверат тие детални урбанистички планови, да се види на колку све објекти има до сега дадено дозволи за градби и колку има градби дадено дозволи за градби за згради кои што треба да се прават. Сметам дека треба да се постави, односно се донесе мораториум за градба се до овозможување на соодветни услови во тие два дела од општината. Значи, додека не се направат соодветни услови од типот на градинка, школо,
амбуланта, соодветен паркинг простор, сообраќајни решенија, значи знаеме дека тука фали еден кружен тек кај Мерцедес, исто така во делот на Хиподром 2, дел кој што нели треба да се поврза Хиподром со автопат, дали ќе биде тоа клучка, дали ќе биде кружен тек. Сметам дека се до обезбедување на соодветните услови за нормално функционирање на жителите од тие делови на општината, сметам дека треба да се донесе мораториум кој што ќе се почитува све до исполнување на тие проекти и до нивна изградба. Така да сметам дека урбаната мафија треба да запре, да има некаков си ред во градењето, затоа што многу е лесно ако гледате од призмата на актуелен градоначалник, дајте само дозволи за гради, да, тоа значи дополнителен приход на општината и од даноци понатаму и така натаму, меѓутоа треба све тоа да биде плански, организирано со одредени рокови. Времето ми дозволува ви дадам уште по една минута во однос на културните манифестации, пензионерите и најмладите граѓани што би правеле, кој ви е планот? Да почнеме со вас, Димковски. Ваш редот. Да, благодарам. Да окружуваме, да имате почетни културните само да не бидат како културни спортски манифестации, време за пензионери, за млади така. Да, ја кога би станал градоначалник, ја би за културното и спортски манифестации би ги поддржал сите. Зошто? Затоа што ама не надворешни. Би правил тука во општина Газибава, првин би направил на постарите, така да кажам, пензионерски клубови, да има секоја населба. Зошто? Затоа што тие луѓе ни предоделе ние сега да бидеме како тоа што сме. Има некои населби имаат пензионерски домови, некои немаат, кои користат. А потоа би ги поддржал сите спортски клубови во општина Газибава, за да може да придонесат спортот да се развие во општина Газибава. Па макар и направил некоја да кажам спортска заврши така нешто некоја секунда. Ми направил некој спорт, дали е фудбал, дали е кошарка, да се вика општина Газибава за да може да се афирмира во голем спорт, да влезе во другите. Добро, Тенчевски, повелете ваша минута. Во однос на културата, културата е душата на народот, така да јас сум поборник за поддршка на сите културни друштва кои се наоѓаат на територија на Газибава, промовирање на македонската култура, отворени кино и театри, значи театар под отворено небо, каде што луѓето, комшиите ќе можат да земат пуканки грицки, да дојдат по едно сокче да изгледаат еден филм. Спортот и младите се посебен, во мојата програма има ставено посебен акцент на спортот и младите. Мораме да го подигнеме спортскиот дух и младите, затоа што сега погледнете ги нашите спортски терени и училишни терени, тие се празни или полупразни. Ќе инициирам формирање на извиднички и планинарски клуб Газибава, ќе организираме спортски надпревари, летни кампови, поддршка за сите спортски клубови кои се наоѓаат на територија на Газибава. Пензионерите, добро што го поставивте тоа прашање, малце ги забораваат сите, меѓутоа тие се во фаза каде што треба да им се овозможат пензионерски домови каде што може да се дружат, да го поминуваат своето време. Петковски. Јас се залагам за поддршка на локалните културни уметници во Газибава, да им се даде максимална поддршка и да се организираат манифестации за нивно експонирање, нивно прикажување пред граѓаните на општината. Што се однесува до пензионерите, гледам дека има веќе организирано пензионерски клубови и моја иницијатива би било од тие клубови да се организираат бесплатни курсеви за новите технологии, дали се работи за користење на компјутери, интернет и телефони, мобилни и така натака, и за вештачка интелигенција, затоа што мислам дека има голема потреба кај повозрастните луѓе од таква мала едукација, барем основните знања да ги имаат. А што се однесува до спортот, како врвен спортист, максимално ги поддржувам и сите спортисти, аматерските и школскиот спорт, за да имаме што е можно повеќе квалитетни и врвни резултати во аматерскиот спорт, да можеме да финансираме понатаму како поддршка стипендирање и врвни спортисти и на врвните спортисти најуспешните и да им се даде осигурување, пријавување и така. И тоа имаме на голема забелешка на злоупотреба на службената дејност, позиција на градоначалникот Боби на неговиот Facebook профил. Има организирано вчера, мислам, подпишување на, не знам, кодекс или некој да сите спортски клубови
го поддржат него како градоначелник, како неговата кандидатура, а мислам дека спортот треба да ги дигне рацете од политиката, треба да ги дигне рацете од спортот и да го остави не да биде како што е по законот не политичка дејност. Во однос на културата треба да се поддржат локални артисти, локални изведувачи, културни и фолклорни друштва, а не да се трошат пари енормни пари на странски изведувачи и артисти. Така да фокусот треба да оставиме на локалната култура. Значи ние немаме промоција на тумба маџари, така да ништо понатаму не треба да се коментира. Треба да се возобноват неколку културни домови како што е домот во Нова колонија, домот во Методијан Андоновченто моментално се прави, меѓутоа треба да се стави во функција. Во делот на спортот треба да се одредат критериуми по кои што општината ќе издвојува средства за самите спортски клубови. Колегата тука кажа, имаме аматерски и професионални клубови, меѓутоа за жал распределбата нема определени критериуми како тие се распределуваат. Клубови кои што биле со традиција од типот на Маџари солидарност добиваат некои смешни 120.000 денари, додека некои клубови кои што се во четвртата лига добиваат по 250-300.000 денари годишен буџет. Така да сметам дека треба да се земат и тие критериуми во предвид, дали имаат своји фудбалски школи, колку таленти имаат, колку титули освоиле во сите тие лиги кои што се надпреваруваат почнувајќи од четвртата па до прва лига, така да треба да има. Ваша минута. Благодарам. Значи, во мојата програма прво и основно реков дека ќе се заложам да се изгради нова општина која што ќе биде поблиску до граѓаните и ќе биде од отворен тип. Значи ќе можат слободно граѓаните да дојдат таму и да побараат помош за нивните проблеми. Добро. А службениците да стојат на нивна услуга. Второ реков дека општината мора да има свој етнолошки музеј. Значи во општина Газибала со 70.000 жители немате театар, немате музеј и така натака. Реков дека ќе има и ботаничка градина, каде што во таа ботаничка градина, луѓето ќе можат да дојдат да се запознаат со сите растенија и билки кои што се на територијата на Газибала, да како да ги препознаваат и како да ги користат за свое добро и како да ги заштитат. Значи конкретни проекти, конкретни објекти кои што ќе бидат на услуга и користење на граѓаните. Во делот на спортот, како што некои од моите колеги спомнаа, значи мора да има воспоставено стандарди и транспарентност во работењето кои ќе бидат јасни за сите без политички промовирања. Него само промовираме вистински таленти и вистински способни кадри. Во 30 секунди секој од вас, со вас почнавме, со вас ќе завршиме Тренчевски, зошто граѓаните на Газибала да гласаат за вас на 19 октомври, 30 секунди. Последни за денеска. Благодарам. Левица како партија добива се поголема поддршка кај граѓаните. Многу нив ја гледаат Левица како последна шанса и капацитет и како партија која може нешто да промени во државата. Мојата идеологија до социјална држава и правда е комплетно кореспондира со ставовите на Левица. И јас сум сигурен дека граѓаните на овие избори, поучени од претходните нивни избори, ќе осетат мојата непосредност и ќе ми ја дадат нивната доверба. Петковски, поведете. Најголема причина за сите најголеми проблеми во државата е изборниот систем со затворени листи, кој што е коруптивен и криминален, кој што прави пратениците и советниците во општините да бидат лидерски послушници, а не граѓански службеници. Сметам дека ако се гласа за 29 демократи, ќе се уништи тој систем на корупција и на криминал, ќе се создаде оној систем кој што сите го сакаме, систем на доверба. Митовски, завршите зборови. Пред се затоа што сум млад човек, амбициозен човек кој што е препознат помеѓу граѓаните по својата транспарентност, отчетност, по својата пристапачност према луѓето, достапност и така натаму. Човек кој што сака да ги решава проблемите, не да ги става по тепих, човек кој што се соочува со сите тие проблеми, кој што пробува да изнајде решение. Ветувам нешто кое што може да се реализира, доколку нешто не може. Ветувам кажувам дека не може да се реализира, така да имам еден сериозен, искрен пристап. Млад сум, сакам да останам, да живеам овде и да останат и останатите млади луѓе да живеат. Благодарам.
Значи, јас како кандидат на Македонска ера трета македонски независни листи суверенисти сум единствен кандидат кој што изјавил пред Бога дека ќе работи за доброто на граѓаните на општина Газивала. Со самото тоа преземам огромна одговорност за сето она што го изјавив и кажав, дека ќе го направам. Поголема одговорност не знам кој од кандидатите понудил. Затоа гласете за 32. Димковски Пролет. Јас како независен кандидат за градоначелник на општина Газивала со број 20 гарантирам дека се што ќе ветам во мојот мандат дека ќе го исполнам и дека нема да лажам како до сега. Сите мои проекти што ќе ги приложам ќе бидат транспарентно, отворено и цела општина отворена за сите граѓани на Република Македонија и на општина Газибаба, а не како до сега затворена општина воопшто. Како и на претходните дебати, ова е четврта што ја правам со кандидати за градоначалници, им посакав многу успех, многу фер и демократска атмосфера на самиот изборен ден и со тоа ви го посакувам и на вас. Ви Благодарам. Живи здрави, па на 19 Живи здрави, ќе видиме. Победи оној кој што најмногу осетил, најмногу дал за граѓаните. Да победи Така, народот. така победи Кој народот. да победи, ние ќе го повикаме на одговорност. Кој да биде? Јас порачувам нека победи народот. Така, дека победи народот. Ви благодарам уште што бевте дел од Студио 10 и се представивте пред граѓаните, пред вашите граѓани на Газибаба. Почитувани, ќе направиме една мала пауза, сега ќе одиме со првите вести кои што веќе ги подготви колешката Ивана Стојкова, па се враќаме во студиото, имаме интересна тема околу интернет продажбата и оние најави од страна на власта за менување на законот, односно нема повеќе неоданочени пратки кои што ги купуваме преку интернет. Останете со телевизија 24.